една од најстарите градски населби која се наоѓа во срцето на Центар, добива нов и урбан лик. Донесен е деталниот урбанистички план за Крњево 2 за ова, меѓутоа и за се што е актуелно во општина Центар, наш денешен гостин, градоначалникот Горан Герасимовски. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата. Добар ден, благодарам на поканата, поздрав до вашите драгоцени гледачи. Ова беше главната тема за вашето денешно гостување, меѓутоа ќе започнеме со она што во моментов е најактуелно во градот Скопје. Проблемот кој настана со собирање на сметот во Скопје. Вие бевте првата општина која покрена иницијативата всушност за чистење на општина Центар уште од рано изутрина. Да, во текот на вчерашниот ден најавивме поголема акција, се организиравме денеска рано наутро, благодарение на нашите вработени во јавното предпријатие ПОЦ, заедно со сите хигиеничари, со целосната механизација која што располага општината, но и со надворешна механизација во делот на камиони за подигнување на контейнери. Излеговме на терен и се уште се на терен нашите служби. Слушнавме во текот на денот дека е постигнат договор со вработените на комуналното предпријатие заедно со менаџментот. Верувам дека во текот на денешниот ден и они ќе искочат на терен за да се целава ситуација се стабилизира. Имавте состанок и со останатите градоначалници? Да, во текот на денешниот ден имавме хитна седница на Скопски плански регион, каде што заедно со моите колеги градоначалници од градот Скопје и околните општини донесовме неколку одлуки. Првично е најбитно да се реши проблемот меѓу вработените и градот. Тоа слушнавме дека денеска е надминато и верувам дека наскоро ќе излезат на улица, но не можејќи да ги чекаме нивните договори и одлуки, не дозволувајќи да граѓаните живеат во смет и се шират зарази, ние решивме на оваа голема акција која што денеска и се уште во тек. Поголем дел на ѓубрето е отстрането, но до текот на завршување на денешниот ден верувам дека сето ѓубре кое што е на територија на Центар ќе биде отстрането. Дополнително на располагање е стајана и нашата цистерна, покрај отстранување на сметот се чистат контейнерите и површините каде што имало ѓубриште. Жителите на Центар велат дека не се сеќаваат на ваква слика во централното градско подречје. Па и јас искрено не се сеќавам да досега се доведе во ситуација и прашање здравјето на граѓаните и волку смет остане неисчистен на улиците, поготово во летните периоди каде што имаме високи температури. Сето тоа е недозволиво и затоа ние како општина дадовме се од себе и постапивме навремено да го отстраниме сметот од улиците. Паралелно со сето ова се чистеше и дивата депонија во паркот кај новинарите? Да, во изминативе неколку денови ја изчистивме и дивата депонија од населени бездомници, заедно со МВР, благодарение до МВР, нашите инспекцијски служби и социјалните работници кои што излегува на терен, го решивме и овој проблем по дојава од граѓани дека пред извесен временски период во самиот парк се населени неколку фамилии бездомници, постапија нашите служби во координирана акција и целиот терен е расчистен. Се донесе конечно деталниот урбанистички план за Крњево 2. Што значи тоа за жителите на овој стар и помалку заборовен дел од центарот на градот? Ќе се служите со мене од најстарите скопски мала и некако секогаш буди спомени на старите скопјани. Да, токму така, едно од најстарите скопски мала и населби, вклучувајќи Маџар мало и Ново мало. Во ваша непосредна близина пред неколку дена од страна на Советот е изгласан и овој дуб. После многу години го решаваме проблемот на жителите во населбата Крњево. Намалени се квадратурите, намалени се висините, обезбедивме дополнително и градинка која што никогаш не немала во населбата, подобрени се сообраќајните решенија како што и кажавте во вашата најава и дополнително имаме поголем број на зеленево. 12 години чека крњевчани на овој детален урбанистички план, а ние по старите велат можеби повеќе од 60 на години чекаме да добиеме убави објекти. Да, дупот е почнат од 2012, конечно донесен и по барање на жителите кои што долги години чекаат да си го решат и својот проблем во делот на живењето.
но и во подобрувањето на подобро урбанизирање на просторот. Дадавме све од себе како општина и овој дуп е донесен. Во моје време имаме и носење на неколку други дупови, тоа е дупот на Кале, дупот на Стара железничка, треба да отпочнеме нов дуп во Ј07 поради тоа што истиот е поништен од страна на судовите. Имаме во фаза неколку дупови и планираме неколку што навремено ќе ги отпочнеме. Споменавте вие, тука се намалува катноста, меѓутоа кога се очекува конечно финален убав изглед на оваа населба? Верувам дека наскоро ќе почне и со урбанизирање на просторот. Веќе се интересираат и самите граѓани поради тоа што самиот дуп е донесен. Набрзо ќе почне и градбата. Сите се фаќаат за онаа поголема парцела и обично од добро урбанизиран простор се фаќаат за една парцела која што, за ваша информација, е скоро дупло намарена. Од 57.000 на 33.000 нешто квадрати. Во моментот, кои што ние денеска успеавме да ги направиме со нашиот колега Јован Лесански. Да, ова е дрон. Населбата Крњево не само што е една од најстарите, туку и една од најубавите и е самиот влез на општината. И редно време е да добиваме еден убав лик во влезот на општината. Тука конкретно зборуваме за Крњево 2, меѓутоа постои еден дел Крњево 1. Да. Во близина на факултетите. Така, веќе инвеститорите доаѓаат на врата кај оние што живеат во овој дел. Во Крњево 1 има стар важечки дуб. За истата површина, односно за истиот дуб, се уште не е почната нова процедура за носење на нов дуб во тој дел од центар. Верувам дека најбрзо ќе почнат во Крњево 2, а тие што имаат интерес и што може да градат во Крњево 1, може слободно да реализираат одредени проекти. Дали тоа значи дека од септември би можеле да очекуваат нешто? Па не би прецизирал со месеци, мислам дека да. Да го споменем булеварот Крушевска република. Некако крњевчани околу ова прашање малку повеќе. За истиот булевар е разговарано и на неколку состаноци со градоначалничката на град Скопје. Тоа е едно решение кое што е многу старо и се уште не знаеме дали ќе биде реализирано. Како што разговаравме и по барањата на граѓаните да се отстрани истиот. Очекуваме од градот во носење на новиот ГУП кој што е во процедура да најде ново сообраќајно решение за да ги подобри условите на крњевчани. Аре се малку околу проблемот со паркирање во овој дел на градот, сепак сме се уште тука. Се жала, жителите имаат проблеми не со нивното паркирање, меѓутоа со паркирани возила од непосредна близина. Значи, објекти има многу, во не само македонската телевизија, има многу објекти во околина на Крњево, се паркираат, го зазимаат нивното место, дали смеат да повикаат пајак? Паркингот кој што претходно беше ставен на располагање за бесплатно паркирање на сите жители, е во приватна собственост. Ние како општина не можеме да постапуваме и подигнуваме возила на приватни парцели. Собственикот на земјиштето изминатите години го имаше оставено отворен паркингот да бесплатно се паркираат жителите. Со урбанизирање на просторот, со носење на новиот дуб, ќе воведеме и построги контроли во делот на паркирањето. Инвеститорите да градат според одобрение без отстапување законските прописи, постојано сте на терен? Да. Што се случува во центар? Под градоначалникот има и комисија за урбанизам, која што е советодавно тело и дава совет и го планира урбанизирањето на општината. Дополнително направивме уште една комисија која што е предводена од градоначалникот и градоначалникот заедно со службите, вклучувајќи урбанисти, планери и градежни инспектори, е постојано на терен и ги следи сите оние процеси на градба. Во минатото се случувало тоа што се случувало. Отстапување на функција на Герасимовски во општината, имаме поригорозни мерки во делот на градењето, запазување на законите, односно целосно почитување на дадените одобренија од страна на општината. Многу често ни се случува да и нашите општински служби во делот на урбанизмот, нашите колешки колеги во делот на урбанизмот губат многу време во делот на идејните решенија кои што стануваат правосилни и некој инвеститор има можност за градба, но не секогаш на терен се почитуваат целосно идејните решенија кои што се одобрени од страна на општината.
недозволиво е да во 21 век немаме добро обезбедени јами и бидат ставени граѓаните во независна состојба, да не се ставаат оние популарни шипови каде што се обезбедуваат самите јами и околни згради, вклучувајќи ги и улиците, и поради одредени претходни аномалии кои што ги утврдивме, решивме да оформиме посебна комисија која што е постојано на терен од почнување на градба до завршување на истата, за да имаме директно увид дали целосно се почитуваат законите. Периодов го искористивте и за уредување со нова урбана упрема и со одржување на зеленилото во центар. Да, и продолжуваме во таа насока. Покрај урбаната опрема имаме реконструкција на неколку градинки. Сега е период каде што и ги освежуваме и училниците, училиштата, градиме, односно имаме во план набрзо ќе почне изградба на ново детско игралиште позади Зебра, едно многу посетено игралиште кое што го реконструираме со години, но проценивме дека е време да таму никне едно ново детско игралиште. Дополнително планираме во основното училиште Јохан Харем Песталоци да ги подобриме условите на спортските терени и ред други активности кои што не чекаат во ова работно лето. Напоменавте една акција за расчистување на диво населени бездомници на одредена зелена површина. Во изминатиот месец, односно неколку недели, почнавме повеќе акции во делот на целосно чистење и на детските игралишта со посебни машини, но и нивно дезинфецирање, но и целосно чистење на паркинзите и кастрање на оние гранки кои што им сметаат на граѓаните. Меѓутоа, кога ги споменуваме веќе овие детски игралишта, за жал последниот период имаше и лоша слика, уништување на убавата урбана опрема. Постојано говориме во таа насока и бараме од граѓаните да сите заедно што повеќе се грижиме за јавното добро, вклучувајќи ги детските игралишта. Имавме неколку примери изминатите месеци да после 2 до 3 месеци нивно реконструирање истите се многу оштетени. Ние имаме дополнителна агенција која што врши контрола и надзор на детските игралишта, но гледаме дека и тоа не вродува со плод и затоа имавме неколку повици каде што ги повикуваме граѓаните да сите малку повеќе се грижиме за јавното добро. Споминавте градинката, односно градинката Корчаген добива нова фасада, се реконструира и кровот и внатрешноста на градинките. Се продолживи останатите објекти? Да, ќе се подготвуваат за до есен? Градинката до полициската станица Беко е веќе реконструирана. Во моментов имаме целосна реконструкција на градинката Корчаген, нов кров, нови санитарни чворови, незино скоро цело реконструирање и дополнително имаме и реконструирање како што ги напоменав и на училиштата, вклучувајќи една поголема донација која што побарав да се свика и хитна седница на Совет, да и таа донација ја пројдеме, за да истата може да се реализира во летните периоди, додека нашите ученици не се во училиштата. Правиме се од себе и овој летен период да го искористиме за што повеќе работни активности. Дополнително потребни ли се повеќе капацитети за најмладите? Секогаш недостасуваат градинки во општините? Во секој нов дуб, вклучувајќи го и Крнево, бараме локации каде што вцртуваме и дополнителни градинки за да ги подобруваме и капацитетите. Слободно можам да кажам дека и тоа што го ветивме во септември, дека сите приоритетни се дечињата, односно семејствата од општината Центар, доколку останат слободни капацитети во градинките, може да се упишат и дечиња од другите општини и слободно можам да кажам дека сме општина со најдобро одржани градинки, многу подобри од приватните градинки. Така. В следниот период за што друго ќе го искористите во вашата општина? Завршуваме улицата Ленинова, треба да отпочне јавната набавка која за жал падна и изгубивме неколку недели од летниот распуст за доправање на нови училници во основното училиште Коле Неделковски. Како што кажав, санација на дел од градинки, дел од училишта, одржување на зеленилото, целосно одржување на паркинзите, планирана е јавна набавка која што исто така падна, тоа е набрзо да планираме да ја пуштиме, а тоа е дополнително нов монтажен паркинг на улицата Народен фронт во Капиштец
и уште ред други проекти за кои што благовремено и ќе ве информираме и ќе бараме да не повикате за да ги... Да не го забравиме и спортот, секогаш ве прашуваме на оваа тема, ќе продолжи ли општина Центар да ги поддржува спортистите? Мора да го спомине кошаркарскиот клуб работнички кој што е срцето на градот Скопје. Во изминативе неколку денови, односно недели, имавме неколку состаноци. Не сакав да отворам целосно темата, поради тоа што и за тоа кажав ќе не викнете дополнително за други теми и проекти кои што ги планираме и ќе се реализираат набрзо. Салата работнички не е во владение на општината. Во моментов имаме пуштено барање до владата да ни ги дадат целосно ингеренциите и официјално ќе најавам дека планираме отпочнување на реконструкција на салата. Во моментов се прават проценки колку тоа ќе чини, што све треба да се реконструира во истата. Не би навлегувал повеќе поради тоа што уште сме во фаза на разгледување за самата реконструкција и правење план. Верувам дека набрзо ќе ни биде доделена првично од страна на владата, потоа ќе можеме да отпочнеме реализација за целосно реконструкција на салата. Центарци, мислам, навистина го сослужуваат тоа. Многу градоначалници и претходно ветија реконструкција на салата. Долги години салата е во лоша состојба и редно време е да се изнајде начин истата се реконструира. Останува градоначалникот достапен и во летниот период за сите жители на општина Центар? Секако, како и досега, ќе имаме краток одмор од 7 дена, остатокот од одморот ќе го поминеме работно, стоиме на располагање, секогаш достапни за граѓаните. Така, и уште еднаш да споменеме, како што го започнеме денешниот разговор со вас, се надеваме дека конечно ќе се исчисти сметот од општина Центар, од сите општини градот Скопје повторно ќе го добија својот препознат. Благодарение на нашите хигиеничари, на коим сум им бескрајно благодарен за нивната посветеност и ангажман кој што го имаат константно, но посебно овие неколку дена, поготово денешниот ден, кои што ќе останат и во втора смена да работат, се со цел да што побрзо се расчисти ѓубрето кое е на територија на општина Центар. Благодарам многу на одвоеното време и денеска имавте и вие набиена агенда. Ви благодарам што бевте дел од нашата емисија и секако, како што споменавте, нови теми, повторно ново гостување во нашата емисија. Благодарам на поканата, имаме многу проекти и верувам дека наскоро повторно ќе се видиме.